15:10 време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за вас и со вас да ве информираме околу сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието околу вашето здравје. Така ќе биде и денес, ќе разговараме за проблемите со уринарниот систем, бидејќи уринарниот систем е систем за излачување и содржи повеќе сегменти и делови кои што се вклучени во неговата работа. Нормално дека се јавуваат и проблеми и заболувања. За какви се проблеми и заболувања станува збор, ќе ни каже доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист, интернист нефролог и ни доаѓа од Промедика Медикал центарот. Меѓутоа, пред да ја поздравам доктор Маја и пред да го започнеме разговорот, би сакала од режија да го побарам прилогот кој што е подготвен токму на оваа тема, а потоа ќе се вратиме во студиото. Уринарниот систем има две функции меѓусебно поврзани. Прво ја прочистува крвта се со цел да ја собере урината, останатите измети на азот и вишокот на непотребни материи во крвта, вода и соли. После тоа, овој систем е одговорен за исфрлањето на тие материи преку екскрецијата. Најважниот орган на овој екскреторен систем без контрадикторност е бубрегот. Секој човек поседува два бубрега и тие ја филтрираат крвта. Се наоѓаат под задните координати на човековото тело, повеќе во заден план, на двете страни од рбетниот столб и наликуваат на зрнограф со темно-црвена боја. Секој бубрег е изграден од милиони малечки тела за филтрирање наречени нефрони. Крвта доаѓа до бубрегот преку реналната артерија, која ја носи крвта до капиларната мрежа, која го обвиткува секој нефрон. Ова кружење овозможува да се оттргнат изметите на азот, уреа и други непотребни супстанции и вишокот на непотребни материи како што се водата и солите. Оттргнатите супстанции ја сочинуваат уреата. Прочистената крв го напушта уринарниот систем преку реналната вена. Мочоводите едноставно се транспортери кои ги поврзуваат бубрезите со мочниот меур. Нивната единствена функција е да ја спроведат урината до мочниот меур. Мочниот меур е рецептор кој се шири при примање на урината пред таа да биде екскретирана. На основата на мочниот меур има кружен мускул кој се контракира и дозволува да се задржи урината и да се спречи нејзиното истекување непожелно преку уретрата. Уретрата пак е транспортер кој ги поврзува мочниот меур и надворешноста од телото. Што мочниот меур е преполн, се случува микција. Оваа акција се одвива со потиснување на урината преку мочниот канал, се до надворешната средина од телото. Кај жената уретрата достигнува должина од 3 до 4 см, а додека кај мажот е долга околу 20 см. Простатата пак е жлездено-мускулен орган придодаден на семените патишта која ги опфаќа почетниот дел на уретрата и чиј секрет влегува во состав на семената течност. Простатата се наоѓа во подперитонеалниот дел на карличната дупка, поставена под дното на мочниот меур, позади препонската симфиза, а преку ректумот преку кој е пристапна палпација на истата. Глатките мускули и еластичните влакна градат мрежаста творба строма на простатата во чии меѓупростори е сместено жлездестото ткиво на простатата. Главната состојка на секретот на простатата е вода во која се наоѓаат останатите состојки и тоа повеќе натриум, калиум, калциум, а во помали количини хлориди, бикарбонати и фосфати отколку во плазмата. Алкалната реакција на секретот на простатата е важна за фертилната способност на сперматозоидите. Во епителните клетки на простатата се создаваат и протеини. Хиперплазијата представува зголемување на волуменот на некое ткиво или орган предизвикано со создавање на нови келии. Таа може да настане како компензаторна реакција поради губење на ткивото, како зголемено функционално барење на нормална количина на одредено ткиво кое не може да ги задоволи, или како последица на пореметена хормонска регулација на ткивото. Бенигната хиперплазија спаѓа во најчестите бенигни заболувања кај мажите. Преваленцата на бенигната хиперплазија прогресивно расте од 4-та деценија, 8% на животот, да би во 8-та деценија достигнала и до 82%.
Иве сме повторно назад во студиото за оние кои што се вклучуваат сега. Значи, говориме на тема проблеми со уринарниот систем. За оваа тема денеска е одговорна доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и ни доаѓа од Промедика Медикал Центар. Доктор Маја, добар ден и добри дојде уште еднаш во ваш термин во новата сезона. Добар ден, Виолета. Драго ми е што повторно започнуваме со работката и оваа сезона. И секогаш започнуваме прво со една општа тема, што е тоа уринарен тракт и генерално за заболувањата, проблемите што се јавуваат најчесто на уринарните патишта. Так, кажавме дека нели системот за уринарниот систем или систем за излачување е секако како и останатите системи многу важен за целиот наш организам. Зошто е толку важен и зошто кога се јавуваат тие проблеми нели треба навреме да се дијагностицираат за да и се решат навреме? Уринарниот систем, уринарен тракт е составен од повеќе делови, каде што главно функцијата на прочистување е на ниво на бубрезите. Така. Че два бубрега, ако има еден бубрег, тоа функцијата ја превзема само едниот бубрег. Има луѓе кои се родени со еден бубрег и се живеат нормално, затоа што функцијата ја има превземено само тој бубрег. Тој е хипертрофирано, луѓето се живеат нормално и тој бубрег ако е здрав, тој се функционира. Значи, таа улога на прочистување на крвта, која поминува, значи, постојано, многу литри на крв поминуваат низ бубрезите, низ тие мали филтри, центри, капилари составени од една мрежа, фина мрежа на капилари низ кој поминува крвта, таа се филтрира тука и се излачува како урина. Значи се она што го јадеме и пиеме, а е вишок во организмот, се излачува преку неколку системи за екскреција, еден од тие системи е и урината. Така да нормалното излачување на урина, во зависност од тоа и колку пиеме нормално, ако нормално функционираат бубрезите, е 1,5 до 2 литри на ден. Излачувањето, значи тоа што го викаме диуреза, за 24 часа, значи измокрената урина. На тој начин се прочистува крвта и се што е вишокот од отпадните продукти, вишок минерали, вишок соли, вишок електролити, од деградационите продукти, од метаболизмот на исхраната, на метаболизмот на белковините, како што се уреа, креатинин, урична киселина и многу други супстанци се излачуваат преку урината. Значи и тој процес постојано, нели 24 часа се одвива, така да организмот остане здрав. И сега кога зборуваме за заболувањата на уринарниот тракт што би можело да се јават, можеме да ги поделиме на заболувања кои се јавуваат нели на бубрезите, заболувања кои се јавуваат на другите органи и се делат на заболувања на горен уринарен систем. Тука спаѓаат бубрезите и заболување на долен на уринарен систем, каде што се заболувањата кои ја зафаќаат бешиката или уровезика, нели, мочниот меур и уретрата, односно каналот, мочниот канал кој ја изнесува урината од телото, преку кој се изфрла всушност урината. Помеѓу бубрезите и бешиката има два мочовода, значи каналчиња, кои се долги и тесни, каде што многу ретко настануваат заболувања. Тамо ретки се појава на тумори, на тој епителиумот на мочниот на мочоводот или пак кога се заглавува камче. Тоа се два случаи најчесто кога се зафатени. Затоа најмногу зборуваме за заболувања, зборуваме за болести на бубрезите и заболувања на долниот уринарен тракт, односно бешиката, кои се најчестите заболувања за кои луѓето се јавуваат на доктор. Така. Бидејќи кажавме дека нели се започнува од бубрезите, од горниот нели дел од уринарниот систем, какви проблеми настануваат со бубрезите и какви заболувања, меѓутоа тука ќе ги повикаме нашите гледачи за сите оние кои што не следат, доколку имаат проблем со некој од заболувањата на уринарниот систем, може да не
контактираат на нашите телефони, да се вклучат во нашиот разговор, да постават некои прашања. Доктор Маја се разбира ќе се обида да одговори и да ги посочи како да го решат проблемот. Доктор Маја, да првин да кажеме што се јавува и какви проблеми и заболувања на бубрезите. На ниво на бубрезите може да ги поделиме заболувањата на повеќе групи во зависност од тоа која е етиопатогенезата, односно зошто тие се појавуваат. Една голема група на заболувања, тоа се гломерулопатиите, тоа се заболувања кои ги зафаќаат двата бубрега. Значи не можеме да зборуваме за гломерулонефрит кој оди само на десен бубрег или само на лев бубрег. Гломерулопатиите се една голема група на заболувања кои може да бидат доста бенигни, но исто така и многу сериозни и дури и животно загрозувачки, може да се јават како посебен ентитет, може да се јават и во склоп на некои автоимуни заболувања, кога организмот значи создава антитела кои ги напаѓаат собствените клетки и затоа се викаат автоимуни заболувања. Значи самиот организам себе си се создава клетки кои ги напаѓаат своите ткива. И гломерулонефритите спаѓаат во имунолошките заболувања, каде што се оштетуваат, значи и се зафатени двата бубрега. Тоа е едната група на заболувања кои се јавуваат на бубрезите. Другата група на заболувања на бубрезите се кои можат и најчесто одат на зафаќање само на еден бубрег. Тоа е групата на пиелонефрити или воспалителните заболувања на бубрезите. Кога станува збор за пиелонефритот, можеме да го поделиме, рековме, само еден бубрег е најчесто зафатен, кога се зафатени двата бубрега, тоа многу е ретко и секогаш најчесто е кај мажи и треба да бараме која е причината за да биде двата бубрега да се зафатени. Кај пиелонефритот може да биде акутен пиелонефрит, да имаме една епизода на пиелонефрит, на воспаление на бубрегот, акутно, и повеќе никогаш во животот да не се појави. Но може да биде и хроничен пиелонефрит, кој се јавува ако имаме некакви предиспонирачки фактори, како што е, например, калкулоза, односно камчиња во бубрезите, особено кога постои коралиформна литијаза, односно кога целиот бубрег е исполнет со камчиња или постојано се создаваат каменчиња во бубрезите и имаме постојано некаква инфекција, па има каменче, па има инфекција и постојано имаме причина зошто да се појави тој пиелонефрит. И тогаш зборуваме за хронични пиелонефрити. Меѓутоа, тоа се доста поретка ситуација која се јавува. Прашањето е сега, што се тоа гломерулонефрити, а што се тоа пиелонефрити, нели рековме и двете се заболувања на бубрезите. Разликата е во тоа што кај гломерулонефритот имаме имунолошка основа, имунолошко оштетување на ткивото на бубрезите и оди билатерално, додека кај пиелонефритот најчесто причината е некаква инфекција, бактериска инфекција, која го зафаќа бубрегот. Таа бактериска инфекција кај пиелонефритот најчесто доаѓа од долните уринарни патишта, најчесто постои прво цистит, значи заболување на воспалителен процес на долните уринарни патишта, најчесто цистит на мочниот меур, значи, кој може лесно таа инфекција по нагорен пат да се качи кон бубрегот и да предизвика пиелонефрит. Доста поретко се јавува пиелонефрит кој е од горе, да кажеме сега, односно преку крвта доаѓа инфекцијата во бубрег. Тоа се тие заболувања на бубрегот во две големи групи, значи. Во заболување на бубрегот можеме да ги вброиме и цистичната бубрежна болест, значи тамо имаме повеќе форми на цисти кои се јавуваат на бубрезите. Едно
најчесто што се јавува се тие симплекс, обичните цисти на бубрезите, кои може да се јават или на едниот или на двата бубрега. Тие се во главно бенигна природа имаат, меѓутоа бараат следење. Зошто? Затоа што може да малигнизираат, што многу ретко се случува, или да пораснат толку големи тие цисти да притискаат на некој нерв и да создаваат нелагодност, може да загнојат, да има крварење во цистата. Најчесто луѓето имаат цисти за кои не се ни свесни дека ги имаат. Значи, повеќе од половина население над 50-та година возраст има една или некоја случајно откриена циста, те ги викаме симплекс цисти на бубрезите, кои може да се со различна големина, може да се големи од зрно грашок, малечки 5 мм до некоја големина од 5 см, 12, 10 или 12 см. Сега, човек може да живее со тие цисти цел живот да нема никакви проблеми. Меѓутоа, се зависи и каде е сместена цистата. Ако цистата е сместена субкапсуларно, што кажуваме, значи под капсулата на бубрегот, и е голема, тогаш може да 10-12 см циста може да притиска на некој од околните структури на телото, на некој нерв и лицето да има нелагодност, да има болка повремена, чувство на тежина. И во такви ситуации треба и да се интервенира. Меѓутоа, во најголем број од случаи, значи цистите можеме само да ги следиме. Не треба никаква интервенција. Други заболувања што може да се јават, тоа е нефролитијазата. Нефролитијазата или создавање на каменчиња нели во бубрезите. Заборавив. Друга група, многу важна и многу сериозна, кога станува збор за цистите, е адултната полицистична бубрежна болест. Значи, тоа е специфично заболување, посебно, кое оди по фамилии и се наследува. И секогаш се зафатени двата бубрега. Кога зборувавме за обичните цисти, значи тие симплекс цисти, тие може да се јават само на едниот бубрег, да има една циста, може да има по една циста на двата бубрега. Меѓутоа, кај оваа состојба, кај адултната полицистична бубрежна болест, секогаш постои зафаќање на двата бубрега. Двата бубрега се полнат со цисти. Тие цисти може да се многубројни, над 20-30 цисти на еден бубрег да имате. Така да со тек на време целото бубрежно ткиво се заменува со цистично ткиво, со тие цистички, малечки, поголеми бројни цисти кои го заместуваат нормалното бубрежно ткиво. Бубрегот е голем, но е со помалку функција, бидејќи нема бубрежно ткиво. И тие двата бубрега се полни со цисти и може на крај да доведат до хронична бубрежна болест, односно хронично пропаѓање на бубрезите и пациентот да заврши на диализа. Значи, затоа е и важноста на тоа заболување, адултната полицистична бубрежна болест. Бидејќи сите овие заболувања што ги спомнав, значи од гломерулонефритите, пиелонефритите, нефролитијазата. Зошто се на крај важни? Затоа што тие можат да доведат до трајни оштетувања, дел од нив, кои може да доведат до хронична бубрежна слабост, значи хронично губење на функцијата на бубрезите. Зборуваме за двата бубрега, кога пациентот повеќе не може да ги има бубрезите, меѓутоа се тие нефункционални и мора да се размислува за некаква заместителна терапија. Таа заместителна терапија е или диализа, значи или
хемодиализа или перитонеална диализа или трансплантација на бубрек. Во секој случај бубрезите играат многу важна улога во нашиот организам и треба да да внимаваме. Доволно ли е само кога станува збор за овие проблеми со бубрезите еднаш во годината барем да направиме еден ехо преглед дали е се во ред со нашите бубрези? Вие секојдневно работите во вашата ординација со вакви проблеми. Дали ако некој еднаш во годината си доаѓа кај вас, ги проверува бубрезите на ехо и ако велите дека се е во ред, дали може да кажеме дека тоа може да биде сигурен дека нема некаков проблем и дали е тоа доволно за да бидеме сигурни дека имаме добри бубрези? Секако дека се препорачува, зборуваме за една здрава популација, значи здраво лице, еднаш годишно е добро да се направат крвните анализи. И не само на бубрезите, генерално и за другите органи, органи. Да се направи така. Значи, еходиагностиката е доста напредната, дава доста податоци кои може, зависно од тој и што гледа, нели, колку има искуство и докторот што гледа, да со голем степен на веројатност се постават и некои диагнози, односно се исклучат некои состојби. Но заедно со останатите иследувања, крвни анализи и испитување на урината, значи може да добиеме една убава слика за здравието на уринарниот систем кај дадена особа, кај дадено лице. Така. Да преминеме на долниот уринарен тракт. Да. Кои се тука кога проблемите? зборувавме за долниот чести уринарни инфекции. Да. Впрочем, кои што почнуваат токму од долниот уринарен тракт. Кога зборувавме за долниот уринарен тракт, спомнав најчестите се заболувањата што се јавуваат на пешиката, на мочниот меур, значи и заболување на уретрата, односно мочниот канал. Меѓутоа, повеќето луѓе одат на доктор баш поради инфекција на уринарниот систем. 1/3 од жените се смета дека во животот секогаш имала барем еднаш уринарна инфекција, мада тој број негде иде и повеќе, и до 2/3. Не само 1/2, дури и 2/3. Многу пати сме говориле, доктор Маја, за уринарните инфекции. Дали секогаш треба да биде присутна треската, температурата, за да кажеме дека постои цистит? Треската и температурата се знаци веќе за дека нешто полошо цистит се случува. Треската и температурата се веќе знаци за една компликација на циститот. Бидејќи во класична форма циститот како воспаление на бешиката не оди со треска и температура. Имаме отежнато мокрење, болки при мокрењето, печење, жарење во каналот, може да се јават и капки крв кога зборуваме за хеморагичен цистит. Дали секогаш се бактериски? Најчесто да. Болка нели супрапубично, болка во перинеумот кај мажите. Меѓутоа појавата, ако веќе имаме таков цистит и појавата на треска и температура, веќе зборува и аларм за компликација, дека бактеријата можеби стигнала до бубрек и се направило и не само цистит, туку и пиелонефрит. Така, она што кажавме претходно дека многу често од долните уринарни инфекции се пренесува горе. Да, ако не се фати на време циститот, да се диагностицира и лекува, ако постојат некакви предиспонирачки фактори, значи зошто е важно? Имаме гледач, ајде да го вклучиме па ќе објасниме подоцна повеќе за тоа. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Повелете. Вака се поздрав до вас и до гостинката. Благодарам. Сакам да прашам дали проблемот мој од што доаѓа, пример на сабаље урената ми е многу жолта како пиво, а после тоа малце течност ако се напијам се очистува и менува урината. Чак жолта, чак побистра.
зошто е то така. Добро, само тоа е проблемот, немате некои други симптоми? Не, Добро. Возраст? Колку години имате? 50. 50. И дали има други заболувања? Дали имате некои други проблеми со Со здравието? пишиката, немам ништо друго. А други некои Единствено проблеми? само имам жолчка во каменот, ако тоа нешто... Камен во има. жолчката имате? Да, ако тоа нешто... Добро. Еве Има. останете со нас, ќе слушнете мислење и советот доктор Маја. Да. Като Маја, еве да објасним и за сите гледачи, каква боја треба да има урината, бидејќи знаеме дека ако пиеме многу течности, тогаш станува и посветла, Да. колку што, нели, се сеќавам колку што сме разговарале, ајде да му објасниме на гледачот зашто е тоа така. Нормално бојата на урината е жолта, јасно жолта, треба да е јасно жолта, светла, не светла, ма баш она, јасно жолта и прозрачна, Така. и да мирисе на урина, тоа е здрава урина. Така. Во текот на ноќта доаѓа до концентрација на урината, односно на сите супстанции што ги содржи нели урината, и е поконцентрирана, и во првата утринска урина може да биде и погуста малку, и повеќе да има мирис, и да е Потемна, силно жолта, така. посилно жолта. Не би требало да е потемна, меѓутоа да е посилно жолта. Меѓутоа се уште да биде жолта, значи урината да не е кафеава или црвена или да ја менува бојата. А во текот на денот, во зависност од тоа колку внесуваме ние течности, доаѓа и до промена на бојата, затоа што ако се внесуваат повеќе течности, повеќе се хидрираме, тогаш настанува и дилуција и на самата урина. Таа е поразредена, поразредени се внатре субстанциите што нормално ги содржи урината, и некогаш урината е скоро и бела. Да. Има Да не се случаи грижи кога тогаш, така? имаме бела, посветла урина, меѓутоа тоа е веќе во состојби кога имаме хронична бубрежна слабост, кога бубрезите ја губат способноста за концентрација. Тогаш урината е таква, бледо, жолта и бела. Меѓутоа, ако бубрезите нормално работат, тогаш не би требало да има проблем, него нормално, колку внесуваме, толку изнесуваме, се измокрува нели урина, и урината станува по-бистра, односно по-дилуирана, по-бела. Така. Значи, во секој случај не треба да се грижи гледачот, колку што Да. разбрав, Сабајле кажа дека е жолта, меѓутоа во текот на денот, ако внесувате повеќе течности, еве како што кажа доктор Маја, тогаш нели може да биде поразредена. Само уште нешто би додала, значи, бидејќи има 50 години гледачот, треба секако кај мажите после 50-та година да се провери и каква е простатата, Така, што ќе спомнеме во продолжение. Каква е простатата, бидејќи простатата со текот на годините може да се менува кај мажите, значи зависи, се јавува една состојба која се нарекува бенигна хиперплазија на простатата, која означува дека во самото простатично ткиво доаѓа до бујање на тоа жлездано ткиво покрај каналот на мочниот канал уретрата, и треба да се провери. Значи, мажите над 50 година треба еднаш годишно да ја проверат состојбата на својата простата и да се провери ПСА, тоа е простатичен специфичен антиген, тоа е органски специфичен антиген кој го меѓу народот е познат како тумор маркер за простатата. Значи, а кај лица кои имаат во фамилија пак некој што има проблем. проблем, да, во прво колено, особено брат, чичко, вујко, татко, кои имале проблем со простатата и имале и карцином на простата, тогаш тие проверки кај машката популација треба да бидат и порано од 45-та година натаму. Еднаш годишно да се направи еден дигиторектален преглед, ехо преглед, ПСА да се провери, значи. Зошто е важно тоа сега? Затоа што зголемената простата дава реперкусии и на другите делови во уринарниот систем
Значи, затоа го викаме генитоуринарен систем или генитоуринарната регија. Простатата е орган кој го има само кај мажите и тоа е полов орган, полова жлезда кај мажите. Таа се наоѓа под бешиката. И што е важно, низ простатата поминува уретрата, мочниот меур. Значи, од мочниот меур, каналот што излегува, поминува низ простатата. И простатата има два лобуса и во средината поминува тој канал. Так. И сега што се случува? Кај мажите после 40 година почнува дел од тој средниот транзиционен дел што се наоѓа околу ткиво, околу уретрата, околу тој канал, почнува да буја, да расте. И на некој начин го притиска каналот и почнуваат да се јавуваат тие симптоми што се јавуваат кај мажите после 50-та година, како што е отежнат прво млаз на мокрење, особено наутро кога се станува, треба неколку време да помине за да се стартира со мокрењето, испрекинат млаз, терминалното капење, чувство на недоизмокреност. И сега, ако се остави тоа така, со тек на време, што може да дојде? Може да дојде до запушување, не запушување буквално, меѓутоа да тој дел притиска на отворот на каналот. И нас бешиката сега не ни се празни како што треба. И се случува да заостанува урина. И тоа го нарекуваме рестурина. И на ехо преглед го прегледуваме пациентот со полна бешика и откако ќе се измокри, да видиме колку тоа заостанува. Зошто е важно сега за нас нефролозите тоа заостанување на урината? Затоа што урината може да содржи бактерии. И ако постојано заостанува едно количество на урина во бешиката, може да се случи многу лесно да се надоврзе инфекција. И потоа имаме појава на чести такви уринарни инфекции, кои може да доведат и до други несакани последици. Значи, рековме, може тој цистит да се качи и да доведе и до пиелонефрит. Но, како заостанува тоа количина на урина, таа рестурина, нели? Така. Тоа имаме мускул еден, бешиката е мускулест орган кој се стега за да се испразни. Со тек на време, тој детрузор, тој мускул на бешиката, попушта едноставно. И бешиката се полни, се зголемува притисокот и што може да дојде? Урината да почне да се враќа во тој, преку тој систем, наместо надоле, низ мочниот канал да се исфрла, да се враќа назад во бубрезите. И така да се создадат оние компликации. И така да се создаде една состојба која ние ја нарекуваме обструктивна нефропатија, која представува проблем затоа што долго трае, може да ги доведе пациентите и до диализа, односно до престанок на бубрежната функција. Така да, од таа гледна точка, важно е и контролата на простатата кај мажите. Значи, истите компликации може да настанат и при уринарните инфекции, нели, ако се искомплицира циститот, истите и со ова што го велите околу простатата. Да. Што друго може како проблем да се јави кај простатата? Кај простатата најчесто се јавува овој проблем. Значи, тоа е со бенигната хиперплазија на простатата, најчесто рековме кај мажите после 50-та година. Но важно е да се каже дека нема до сега најдено поврзаност дека пациенти кои имаат зголемена простата, значи тоа е бенигната хиперплазија и ракот на простатата. Се смета дека нема се уште поврзаност дека да, тие што имаат бенигна хиперплазија ќе имаат и рак на простата. Значи се уште не е најдена таква поврзаност и не се смета дека се тие поврзани. Друго што е важно е тоа што пациентите и да имаат зголемена простата не секогаш имаат симптоми. Така да некогаш и не знаејќи ние откриваме како случаен наод за останување на урина. Пациентот нема представа дека
има заостанување на урина, а тоа се случува. Едноставно, луѓето се навикнуваат на нешто што трае подолго време и го прифаќаат како нормално. Многу често се случува да ги прашаме пациентите дали стануваш ноќе да мочиш, па да, викат 2-3 пати. А 2-3 пати веќе е ноктурија, односно ноќно мокрење, кој може да биде исто знак на една зголемена простата. Тоа не значи зголемена простата во буквален систем, во буквален смисол, затоа што простатата може да си ја задржи својата големина, која големина е околу 20 кубни сантиметри, така ја мериме, или кубни милиметри, и до 30 е некоја катов граница што ја зимаме, но може и мали простати да дадат симптоми, бидејќи ткивото што буе е внатре во самата простата, таа не мора да значи дека се зголемува и во волуменот. Се случува да има и големи простати кои не даваат симптоми и пациентот се чувствува супер и нема потреба да се интервенира ни хируршки никако. Доктор Маја, кажавме, значи, многу проблеми поврзани со уринарниот систем. Кажавме и за простатата. Ми се чини дека не да објаснивме за долниот уринарен систем околу кога стана збор околу циститот и проблемите со мочниот мир. Што друго може да се јави како заболување на долниот уринарен тракт и како треба луѓето некако да ги превенираат сите овие проблеми кои што се јавуваат на уринарниот систем за да не дојде до некоја компликација? Кога зборуваме кај циститот, има една група на лица кои имаат проблем, особено циститот е почест кај женскиот пол. Заради бактеријата Ешерихија коли, која е најчеста причина за појава на цистит, и која е наша бактерија, која секој човек си ја има, затоа што дигестивниот тракт е колонизиран со таа бактерија Ешерихија коли и многу лесно од аналната регија се преминува, таа може да си го најде патот преку уретрата, преку надворешниот влез на уретрата, да влезе во бешиката и да предизвика цистит. Полесно се случува кај жените, затоа што тамо тој размак, таа далечина е многу пократка и пократка е уретрата кај жените во однос на уретрата кај мажите. Но има една група, значи, која на лица кои страдаат од едно заболување кое се нарекува интерстицијален цистит, каде што е многу тешко да се третира. Се уште исто и тамо се спекулира со тоа зошто се јавува, кои се причините. Антибиотиците не помагаат секогаш или воопшто не помагаат, а се чувствуваат постојано некакви тегоби. И тука многу тешко се интервенира. Постои и една група што се вика и радиационен цистит, кој се јавува после зрачна терапија во малата карлица, значи, и тој доста често се представува проблем во смисла на третирање. Затоа што нема бактерија, вие не можете. Да, има бактерија, одлично, ние сега ја знаеме бактеријата, ќе ја третираме со антибиотици и тоа ќе исчезне. Не, во овој случај, значи, такво нешто не постои и многу тешко се става под контрола таа нелагодност, тоа непријатно чувство, постојана болка некоја што се чувствува. Значи, тоа се две состојби кои се доста чести. Друго нешто што е се почесто се јавува е уретритот, каде што кога има исто оди со симптоми кои се доста слични на цистит. Значи имаме печење, имаме нагон за мокрење некогаш нема, има некое нелагодно чувство во
каналот каде што поминува уретрата, независно дали се мокри или не се мокри, дали тоа во тек на актот на мокрење, нели? И се почесто во праксата се сретнуваат состојби каде што тој уретрит е всушност предизвикан од транссексуалните бактерии што се тоа се хламидија, микоплазма, уреоплазма, значи сите тие може многу лесно да предизвикаат такви симптоми. Иако зборуваме за уринарниот систем, значи не зборуваме за гениталната. Меѓутоа, како што кажавме, тие се поврзани, да. И сега стануваат некако последниве години, ми се чини во пораст е баш таа група на заболувања. Како да се превенираат овие работи, бидејќи немаме уште многу време? Како да се Како да постапуваат луѓето за да не... Сем личната хигиена, нели, што се подразбира, избегнување на секаква употреба на вештачки, шампони, дезодоранси за интимна хигиена, да, особено кај популацијата што е осетлива. Значи најдобро да биде тоа со чиста вода. Со чиста вода, да, за да не се менува таа pH вредност, затоа што ние не знаеме, тоа е многу индивидуално кај секој. И кој е осетлив, кој не е осетлив, нели? Затоа што ако некој има проблем со синуси, друг има проблем со уринарен тракт. Ако некој настине, веднаш ќе добие бронхит, друг ќе добие цистит, така да сите сме различни. Секој има нешто што му е слаба. Редовните контроли, значи исто, многу е важно да се прават редовни контроли, затоа што само така можеме да откриеме, да прикрајмаме гледач да го вклучиме сепак. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Ја веќе од 2 добив телефоно, не мог да го научат броевите виде убаво. Добро. Поздрав до докторката. Така. Одамна не су била на контрола, кај Сашо Гелев подрез. Ме знае тај кај не има одено ја. Добро. И сега биди година дена не су била на контрола, дали од рбето некоја слабењето ме боли, креатинот ми е добар, 8,7, 7,8, и не се осетила болки, а на контрола дека нема појмам дали ти има зија нешто, проблеми некои, не се осетила така други. Што конкретно е проблемот кај вас, зашто одите на... Слабењето некојаш ме боли, дали од кичмата што е многу од рбетото. Што ви е конкретно проблемот што одите на контрола кај нефролог? Не, од година дена, од како Сашо Гелев избега еднош појдов само кај една друга и од тога не су била година и више на контроли. Значи ве прашуваме каков ви е проблемот со бубрезите за да знае доктор Маја што да ви каже по однос на креатинот. Зошто го проверувате? Не знам што треба да осетиш. Не осеќа така да ме боли нешто, али некакви проблеми да има, не осеќа. Предходно каков проблем сте имале со бубрезите, тоа ве прашувам. Наслабени ми не оѓаe. Ослабени бубрези. Добро, претпоставам дека сте повозрасни според гласот. Значи 78 години. Добро, креатинот ви е мирен, дали можело да им Добро, ве разбравме. Дали треба додана контрола? Добро, во соглед на времето разбравме, значи доктор Маја, гледачката имала проблем со ослабени бубрези, креатинот последен пат е бил добар, нема појдено година дена на контрола. Сепак треба да се чувствува некои болки позади во слабините? Болките не мора да се од бубрезите. Така. Има неколку состојби кога болат бубрези. Што неколку пати сте биле на контрола на нефролог и се укажало потреба да се контролирате, тогаш секако дека еднаш годишно е неопходно да се контролираат бубрезите, независно од возраста, што е 78. Во секој случај да се види каква е состојбата. Да дозавршиме само за она што го говоревме околу превенцијата, значи хигиената да биде на високо ниво, да не се користат многу шампони и гелови за промивање, за интимна хигиена, туку да се користи чиста вода. Друго? Внезна течности над 2 литра на ден, значи 2 до 3 литра на ден, за да може и нешто добро што да е многу важно,
што се почесто го сретнувам кај пациентите е нередовното мокрење. Станува збор кога се држи урината по неколку часа. Да. Регуларното мокрење, ако регуларно се пие вода, независно или друга течност или овошје се јаде, да биде на 3 до 4 часа, бидејќи ако бубрезите работат нормално се собира урина во бешиката. И ако се направи еден ритам на измокрување на 3 до 4 часа, на тој начин ќе превенираме бактериите кои се нормално влезени и ги имаме ние, меѓутоа системот на нашиот систем, телото е многу совршено и си има систем на плакнење, на изфрлање на тие бактерии, да не во нормални услови да не дојде до инфекција, нели? Тогаш му помагаме да дојде до инфекција. Ајде, уште еден гледач ке вклучиме, тука ќе завршиме. Само Кусо, добро вечер, повелете. Нема време, добро. Нема да го вклучиме, ќе ни извине гледачот, навистина немаме време. Се надевам во некоја следна прилика. Доктор Маја, тука завршуваме, значи контрола еднаш во годината на ехо преглед на бубрезите и нормално сите оние симптоми кои што ги напоменавме да се јават навреме на лекар за да нели ги спречиме оние компликации за кои што говоревме. Така, колку што можев да разберам, да заклучиме. Да оставиме нешто и за друга емисија. Еве за сите оние кои што нас следат, значи може да ја најдат доктор Маја во Промедика Медикал Центар ако сакаат нели да посетат околу оние проблеми кои што ги имаат со зоба кој што говоревме денеска. Доктор Маја, тука ќе се заблагодарам. Ти посакувам успех нели во сето она што го работите за да нели им помогнете на многу кои што имаат проблеми во однос на овие уринарни заболувања, така речено. Благодарам, Виолита. Се надевам дека беше интересна емисијата и полезна за гледачите и ќе продолжиме со други теми. Во следната емисија по-конкретно за секој од овие проблеми. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам за денес, да се заблагодарам само на бутикот Forever 19, фризерскиот салон Дена, кој што се наоѓа тука кај во аеродром и Fit One центарот, ќе го заборавив и него, кои што се грижат во однос на она за кое што нели представува грижа за сопственото здравје и нашиот изглед ние како нели лица кои што сме дел од медиумите. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме во понеделник за 7 дена во историја. Имајте добро здравје и грижете се за своето здравје.